Ова утро зборуваме за функцијата на тироидната жлезда. Со мене ова утро е доктор Џулијана Михајловска, специјалист ендокринолог. Беше меѓународниот ден на тироидата за подигнување на свеста, особено кај жените, чести прегледи да прават кога е тироидната жлезда во прашање, но секогаш актуелна тема. Треба да се чува тироидната жлезда, доколку се појават симптоми, нели, да се третира, но затоа сме тука да ни објасните кои се оние симптоми кои кажуваат на нарушена тироида и како може истата да се излекува. Докторке, добро утро. Добро утро и добре дојдовте во оваа работна средина денеска. Драго ми е прво што покриваме една ваква тема која што е многу актуелна во денешно време, бидејќи може да се пофалиме дека навистина сме на некое доста завидно ниво кога станува збор за идентификација и дијагностицирање на тироидните заболувања, бидејќи представува многу важен орган од телото кој што е одговорно за многу функции и едноставно без неизината правилна функција телото не би функционирало онака како што треба да функционира. Кога станува збор за заболувањата на тироидната жлезда, можеме слободно да ги поделиме на анатомски и на функционални заболувања. Анатомските заболувања се доста чести кај нас, особено кога станува збор за јазловидните или цистичните формации на тироидната жлезда. И при тоа има разлика, дури некогаш и самите пациенти мислам се во некоја заблуда, кажуваат циста, всушност се работи за јазол или чвор народски кажано, и кажуваат имам циста и потоа на прегледот ќе излезе дека е јазол. Би сакала тоа да го потенцираме како една разлика за пациентите да можат да разберат и за себе и за својата состојба, нели што е всушност тоа. Значи, цистата представува една течна колекција на која што најчесто е исполнета со течности кои што нормално ексудати кои што се собираат во ткивото и формира една колекција која што е јасно ограничена со јасни ѕидови, со јасни форми. Додека јазолот е цврста, да речам, формација која што е составена од тироидно ткиво најчесто и внатре се содржат различни видови на клетки. Која е поопасно, докторке? Ако нели постои поопасно од јазол, чвор или циста? За да речеме еве за диференцирање на опасноста, јас би ги издвоила првенствено јазолчињата, бидејќи особено ендокринолошкиот аспект на анализирање на тие чворчиња е многу важен и би сакала до сите да допреме денеска дека навистина ние како ги анализираме чворчињата, бидејќи ја водиме таа патологија многу поопширно, почесто и се среќаваме со нејзе во секојдневната работа, многу е важно како изгледа внатрешноста на тој јазол, бидејќи секоја промена има свои автентични ехографски карактеристики и со тоа можеме да кажеме нели дали тој јазол нешто навистина се менува или стои статус кво, како што е карактеристиката на пример на цистите кои што немаат способност за некоја, немаат голема способност или да речам често менување на внатрешноста, односно на структурата, и тие ни се многу по не за размислување отколку јазлите. Бидејќи споменавте и на почетокот, многу функции се поврзани со тироидната жлезда, односно ако се наруши, може да допре до другите органи. За какви функции станува збор, што може друго да се наруши ако не работи правилно тироидата? Обично кога имаме анатомска нарушена, да речам, градба на тироидната жлезда, може би да не биде поврзана со функцијата на тироидната жлезда. Значи нас може жлездата да не биде многу оштетена анатомски, меѓутоа функционално се уште добро да се држи. Кога станува збор за функционалното оштетување, тогаш имаме најчесто нарушување на хормоните на тироидната жлезда, која што таа ги создава и ги лачи. И при тоа имаме најчесто три состојби се многу чести во патологијата, а тоа е автоимуниот или хроничното воспалување кое што е доживотно на тироидната жлезда или хашимото тироидитис, кој што е доста познат меѓу нас, хипотиреозата или намалената функција на тироидната жлезда и хипертиреозата или зголемената функција на тироидната жлезда.
Автоимуното хронично доживотно воспалување на тироидната жлезда најчесто води до хипотиреоза, односно до намалена функција на тироидната жлезда, меѓутоа не мора и да значи. Некој пациент може цел живот да ја носи со себе, меѓутоа да не се манифестира на хормонскиот статус и така да речеме дека не треба да се лекува се додека не се пројават симптоми кај тој пациент или евентуално имаме нарушен хормонски дисбаланс. Кога станува збор за хипотиреозата или намалената функција на тироидната жлезда, тука се манифестираат сите симптоми кои што да речеме ги има со намален интензитет, како на пример намалена односно успорена работа на срцето, замор, депресија, запек, дебелење, сува кожа, сува коса, ногти. Тоа се некои симптоми кои што се најспецифични за намалената функција на тироидната жлезда, но истите тие симптоми може да се сретнат и кај Хашимотото, меѓутоа може да се сретнат и кај некој човек кој што ни едното ни другото го нема, а сепак на пример ја чувствува таа симптоматологија и тука докторот не треба да одлучи дали ќе почне со терапија и дали тие симптоми од почетокот на терапијата ќе се повлечат или не. Хипертиреозата, тука би го заокружила како кралица на заболувањата во однос на сериозноста, посериозно заболување за разлика од хипотиреозата и многу е побарувачки захтевно да речеме и за пациентот, и за докторот, и за фамилијата, и економскиот статус и се останато, бидејќи тоа бара многу чести контроли, бидејќи е многу непредвидливо заболување кое што се манифестира со зголемена секреција на хормоните и тука имаме сосема спротивна слика од онаа кај намалената функција, каде што имаме тахикардија, вознемиреност, раздразливост, чувство на топли бранови, имаме постојано одење во тоалет, значи нагони за одење во тоалет, се чувствува пациентот незадоволно како згазено со воз, мислам како пригазено од воз. Тоа се некои, да речам, народски кажани изрази кои што многу често ги среќаваме во секојдневната практика и тука веќе на пример таа симптоматологија го исцрпува човекот и може на пример да настанат сериозни заболувања, особено околу срцевиот мускул, оптеретување и затоа е многу важно да се почне веднаш со терапија и тука веќе почнува, да речам, приказната со двомесечно следење или во зависност од тоа како ќе реагира самиот пациент на терапијата, колку често ќе треба да се гледаме на контрола. Благодарам. Ви благодарам и на вас.